Добро утро, почитувани гледачи на Утрински печат. Ако не сте знаеле, денеска е Меѓународен ден за борба против корупцијата и ние доволно време ќе посветиме на ова зло на човештвото и на нешто што Македонија ја труе. Но ако е за утешување, бидејќи е Меѓународен ден на борба против корупцијата, тоа значи дека не е таа присутна и феномен само во нашата држава, туку е распространета ширум светот. Сега, дали е тоа право пропорционално, која држава е поголема, има повеќе корупција или не, допрво треба да се изучува. Нова тема малку подоцна, но на почеток со мојот колега Дејан Андоновиќ да видиме што се случува во регионот и во светот. Што е ново, Дејане, да слушнат гледачите рано наутро да знаат што се случува. Оно што е последно ново е она што се случи утринава, односно ноќеска, тоа е упадот на косовската полиција во северниот дел на Косово, во делот каде што живее мнозинско српско население. Практично ноќеска или синоќа, нешто пред полноќ, околу 300 до 350 полицајци. Белградските медиуми викаат специјалци на РОСУ, косовските институции велат обични специјалци, упадна од јужниот во северниот дел на Митровица, практично правејќи огромна тензија се распоредија низ градот, но не само во Митровица, туку и во останатите српски области, места каде што живеат србите на Косово, што србите го протолкуваа како вооружен упад и преземање на Северно Косово. Малку терминологијата е чудна ако се земе во предвид дека таа косовска полиција е полиција на Косово, но бидејќи не е признаена од Србија и бидејќи србите се повлекоа од институциите каде што партиципира како што е полицијата, србите тамошни го почувствуваат тоа како упад на косовските албанци во нивните Имаше места. причина за оваа интервенција, бидејќи имаше една вест дека наводно некоја полициска станица е нападната. Тие влегува за да ги од преземат енклавите на мерките, србите. да преземат поголема безбедност. Образложението на косовските институции, морам да го направам како се случуваа работите. Белград и српските медиуми одведнаш влегува со информации дека се опсада на српските делови на Косово, косовските специјалци влегуваат и така тоа. Косовските институции веднаш излегува со објаснување дека не се работи за специјалци, туку за обична полиција која се разборедува за да се зголеми безбедноста во пресред на закажаните општински избори во северниот дел на Косово, каде што ќе има и општински избори на 18 декември. Веќе подолго време според косовските институции тамошните албанци кои живеат во Српск, каде што има мнозинско српско население, наводно барале интервенција на полиција бидејќи имало тензии србите според нивните кажувања, наводно се вооружувале, па оттаму и побарале асистенција, па владата на Албин Курти ги прати овие полицајци. Србите сметаат дека тоа се специјалци, овие велат дека не се, дека се обична полиција, но се чини дека оној систем како што русите го направија пред 10 години на Крим, каде што нели влегоа војници без ознаки, па формално тоа не беше руска армија, нели, а уствари го анектира Крим. По тој систем дојде до големи тензии. Председателот на српската листа синоќ имаше воредно обраќање од владата во Белград, се јави, значи не од Приштина, каде што предупреди на огромни тензии, каде што најави дека Србија разгледува враќање на 1000 српски војници на Косово, односно 999, бидејќи ети сме современици на бомбардирањето на НАТО врз Југославија. Јас и бев за време на подпишувањето на Кумановскиот технички договор како репортер. Известував. Бевме тогаш, само бевме малце помлади. Во резолуцијата 1244 за Советот за безбедност се дозволува година дена по повлекувањето целосно на тогашната југословенска војска од Косово да се вратат 999 војници српски кои би биле гарант за зачувување на косовските општини со мнозинско српско население. Тоа е дополнителна тензија. Тоа е дополнителна тензија. Со годините како што поминува, тоа полека отиде низ вода и сега првпат синоќа српската листа која од Косово се обидува тоа да го врати и го најавува, што прави дополнителна тензија. Она што е последно е дека утринава во Зубин поток била нападната
Косовска полициска станица од Да, вооружение тоа. и каде е ранет еден полицаец. Сето Тоа не знае дали прво тоа се случило. Не, тоа се случи у Тринава. Аха. Од после од оваа тензија, но сега е напнато во Косово и мирно. Она што е многу важно е првим да кажем за овие 999 војници дека тие сакаат да се вратат, е тоа што тој ја даде таа изјава, но него слушнавме Вучич, знаеме српскиот претседател Вучич кога е некоја одлука донесена како тоа помпезно го најавува, и морам да кажем дека сето ова се случува во пресред на најавата на средбата на српскиот претседател Вучич и косовскиот премиер Албин Курти, кои изминативе недели не се среќаваа заедно, туку со посредство одделно. Прво со Мирослав Лајчак, представникот на Европската унија, потоа со американските представници, но сега би се чини дека меѓународната заедница инсистира тие двајца да седнат на преговарачка маса. Која спомена, извини, малку само да дополниме. Има ли реакција од меѓународната заедница на случувањата во Косово или се уште немаат реакција? Се уште нема, рано е, ова е задниве 5 часа, ние сме први некако у целава прво приказ. реагираат стално кога има вакви тензии, знаат од на двете страни да им сугерираат да се смири состојбата, значи се уште Американскиот амбасадор Нокеска во Приштина ги исконтактира со косовските лидери кои ја покренаа таа акција и изврши притисок врз нив да се запре акцијата, така да од утринава полицијата пак повторно го намали присуството во српските делови, значи се повлекува. Од друга страна, од State Department, од првичната информација беше синоќа еден од советниците во State Departmentот изјави дека ова се сигнали дека очигледно Косово северниот дел на Косово треба да се одложат овие избори општински, бидејќи тензијата е голема. Ако има избори, знаеш како е тоа, и во мирни средини на Балканот кога има избори е тензично. Така е, но еднашка мора да се случат. Најверојатно ќе бидат пролонгирани изборите, а Курти... до тоа што може да се случи? Тие договор нема да постигнат сигурно. Ќе видиме каков притисок ќе направи меѓународната заедница. Србија бара, повторно ќе кажам, Србија бара почитување на Бриселскиот договор склучен пред 4 години помеѓу владата на Курти и владата на Вучич, а тоа е формирање на заедница на српски општини, нешто као локална самоуправа, што владата на Курти одбива и вели први признајте го независно Косово, па потоа ќе ја формираме. За Белград е тоа неприфатливо да го признае Косово. Што е зад кулисите можеме само да шпекулираме. Јас мислам дека, јас очекувам дека наредниве 2 недели европската дипломатија се покажа многу гломазна и неефективна, но ми се чини дека американците ќе возобноват онаа Холбрукова булдожер дипломатија, бидејќи секогаш кога американците се вмешуваат, тогаш седнуваат овие двајца на маса и некој кога Европа некако врдаат. Да, не ми изгледа дека тоа брзо ќе се реши, иако интензивира. Тоа во Бранови се случува изминативе години, ќе се интензивираат преговорите, ќе се дојде до некакви решенија, па повторно има заладување и тензии. И мислам дека косовско-српскиот проблем нема бргу да се покажа дека замрзнатите конфликти се одмрзнуваат во погрешно време или се темпираат од одредени центри на моќ. Има секакви шпекулации од тоа дека ова е руско влијание со цел да се дефокусира војната во Украина. Да, па онда не знаеме дали е Курти со Москва или Вучич со Москва. Така да, но едно е сигурно, меѓународната заедница, мислам дека изминативе 30 години, слободно ќе кажам, не најде сила или не најде интерес да го реши ова, а сега им се брза да го затворат Балканот, бидејќи имаат проблем со Украина, која не е баш толку далеко од овие простори, негде околу 1000 километри воздушна линија. Таму се случуваат сериозна војна владе, морам малце да се префрлам. Американците вчера префрлија дополнителни трупи во Естонија на границите со Русија, значи ги зголемуваат, ја засилуваат, да кажеме, војното присуство. Од друга страна, американскиот буџет вчера го изгласа Конгресот рекордно голем буџет за одбрана, во кој се предвидени нова војна техника, зголемување на плата на војниците, што само укажува дека нешто се подготвува. Од друга страна, украинците добија нова пратка со ракетни системи, нешто што претходно не сака американците им дадат, со дометот зборувам, со поголем домет од досегашниот. Русите исто така не отстапуваат, одат понатаму без една огромна војна, и ова на Балканот што се случува може да се претолкува како обид за дефокус, додека тие таму се прегрупираат и дојдат до некои конечни пресметки.
Да се вратиме, се уште сме на Балканот, се разбира, Тука сме, да. Русија и Украина има влијание и врз балканските случувања, затоа и големите меѓународната организација се обидува да најде солуција како и Македонија и овие земји да ги интегрира во Европската унија. Фактички да не беше војната во Украина, тие и онака не подзаборавија на некој начин. Но еве соседите, Бугарија, Романија и Хрватска требаше да бидат дел од Шенген зоната. Отпадна Романија и Бугарија. Хрватска влезе. Да, но сега и со Хрватска, ајде првин ќе почнеме со Хрватска. Вчера, откако влегла во Шенген зоната, веднаш се возобнови стариот конфликт со Словенија. Зошто го велам ова? Словенија даде поддршка на Хрватска да влезе во Шенген зоната, сметајќи дека ќе ги реши проблемите околу онаа граница на Јадранското море. Меѓутоа хрватите вчера рекоа дека тоа паѓа у вода, значи они не се повлекуваат, се направи една нова тензија помеѓу Хрватска и Словенија. Од друга страна излегоа бројни меѓународни организации за човекови права, меѓу кои 8 ми се чини се појавија, меѓу кои Human Rights Watch, Amnesty International, кои ја искритикуваа одлуката Хрватска да влезе во Шенген зоната, бидејќи тие можеби технички ги исполниле тие услови кои ги барала Европската унија, но многу работи немаат исполнето. Тоа е едно од тие односот кон мигрантите, нивниот полициски апарат, однесувањето на границата. Имаше неколку документални снимки како ги третираат бегалците. Потоа се појавија многу дилеми околу тоа у хрватската јавност како сега границата, тие се повлекуваат од словенечката, австриската граница, но остануваат на босанската, на српската граница, како тоа секе функционира. Неколку 70 на гранични премини треба да ги. Да, меѓутоа ја се гледав вчера, ги гледав хрватските официјални представници кои велат влеговме во Шенген, но јавноста таму вели па нема да влеземе баш целосно со Шенген, бидејќи се уште ги имаме тие недоразбирања. Се ризикува да се возобнови проблемот граничниот спор со Словенија, бидејќи да, ама дали тоа ќе влие и тоа ќе остане билатерален проблем кој што ќе треба да си го решаваат самите. Тоа не ги тангира веројатно европските односи. Малку е интересно тоа со Шенгенот, бидејќи Шенгенот ќе можете, нели, кога сте во Шенген немате гранични премини, но поради ситуацијата во светот задните 2-3 години Шенгенот речиси да не функционира целосно. Па на пример, французите Франција пред година и пол постави повторно граничен премин поради тероризмот во Франција, каде што ако влегувате во Франција, а сте граѓани на Европска унија, поминувате исто кој да не сте во Шенген. Исто се однесува и за Австрија, исто се однесува за скандинавските земји и се поставува прашање како ве во Шенген и колку како европјанин имате слободен проток на движење, дури и во Германија и Австрија ми се чини е исто така. Но хрватите влегоа голем пораз за Бугарија и Романија што не влегоа. А зошто Бугарија не влезе? Па не ги спомнуваат. Романија не се спомнуваше дека имаше дури шанси да влезе. Бугарија беше најпроблематична, се случи дека и Романија. Па добро, Романија и Бугарија се некако во пакет цело време. Обвинувањата се корупција повторно и за Бугарија и некои владење на правото, но дали е страф од пропулзивност на границите, веројатно. Најверојатно, да, нема официјално, велат дека не ги исполнува техничките услови, па повторно се враќам на Хрватска. Дури за Хрватска се зборува дека не би требало да влезе поради овие причини што ги кажав. Така да ова е голем успех на Хрватска, голем неуспех на Романија и Бугарија. У Бугарија особено бидејќи не може се договорат и околу владава, сега гледам од утринава дека не ГЕРБ тие што го поддржувале на Бојко Борисов сега не го поддржуваат. И таму се движи, но тоа е тема за некоја друга анализа на која не би можел сега да зборам, бидејќи се движат работите од час во час. Едно е сигурно, светот е несигурен, но и Балканот, нели, по навика задниве 30 години е доста тензичен и ако она го зборувавме пред влезот во студиото порано, можеше да се види промена на 10 години, па промена на 5 години, па промена на 2 години. Сега ми се чини, од кога ќе влезеш во студио да анализираш еден настан, доека излезеш, ќе се смени 360 степени целата, па не е благодарно да даваме анализи. Дејан, говоревме за војните действија во Украина, дека се вооружуваат
на некој начин и едната и И другата нема страна. ни еднаш, ка повторно ни кажам, ни една веза, некакви преговори на маса, Значи, тоа ми е прашањето, посредство. дали не се враќаат преговорите, дали не се Не води, се дали Турција опција. повторно не нуди некоја солуција за преговори, бидејќи имаше и тоа бранување некое. Едно Имаше- време беше прво украинската страна бараше преговори, па замре, Путин не сакаше да слушне, потоа се слушаа гласови дека и Путин предлага. Ми се чини дека ролјата Примирие. на Ердоган беше темпирана за некои внатре политички движења, морам вака слободно да кажем, бидејќи тој ја направи иницијативата на 2 пати толку. Ми се чини дека Ердоган кога ќе сака може да ги седне на маса, има влијание, но тоа не го прави. Ние имаме, не знам колку следеш изминативе денови, имаме Русија од агресор стана жртва на агресија. Бидејќи украинците ја напаѓаат не само тоа се утврди. анектираните територии, туку и самата Русија. Нели, во ова. Второ, Русија е нападната, а Путин рече во 24 февруари кога почна војната дека доколку биде Русија нападната, ќе употреби оружје, какво што е, нуклеарно, ненуклеарно, не важно. Во услови кога им се нападнати границите со Украина, Путин, односно Русија, го зголемува борбената готовност и нови ракетни системи става на Курилски острови во далечна Азија на границата со Јапонија. Бидејќи таму има тензија околу Кина, околу Кинеското море, а Кина и Русија, сакал некој да признае или не, се некако во сојузништво. Утринава има вест дека Американскиот конгрес донал нов пакет санкции за Русија, но и за Кина. Значи, ми се чини дека овие тензии во светот со Украина почнаа, меѓутоа главната борба или главната битка ќе се случува на Пацификот, околу Кина, околу Јапонија и сето тоа што се случува тамо, а Европа... Имаше, како да кажам се, застрашување дека ова може да предизвика поширок обем на интервенција, ако Русија можела да интервенира во Украина, да анектира одредени делови што Кинезите кинезите ќе Да, но- направат тоа за Тајван или со Макао. Не се случи тоа. Па не се случи, не во Макао влегува, Да, Макао но си за влегува Тајван е најнормално, проблемот е португалците Тајван. ми го дадоа, Да. Макао, Хонг-Конг, британците ми го Тајван е се дадоа, уште остана Тајван. не е проблем, него и за кинезите е проблем. Љубиша, повторно ќе ја повторам една стара максима. Доминацијата до 18 век, доминацијата воена се гледаше колку имате трупи на копна. До 20 век, откога се појави Британската империја, кој доминира на море, тој доминира во војните. Потоа дојдоа кој доминира во воздух, Прва, Втора светска војна, космички сили, воздух, кој доминира во воздух, тој ја добива војната. Ние сме се во четвртата фаза, кој доминира во информационата технологија, тој ја добива војната. Ние сме сега во моментов под влијание на две струи. Информациите ни кажуваат, ние ги гледаме едните информации, но не знаеме Не можеш да што пресудиш која точно е се вистината, случува. значи, стално. Јас се обидувам, ги следам, сето она што гледам, но не сум таму да видам. Дури и да сум таму, не би можел да видам. Уште помалку. Да. Ние И- сме имале репортери кои што биле на место. Сме биле во војна, сите ние знаеме но како таму е. немаш збирни информации. Да, но- Таму доаѓаат од една страна. Дали приметуваш дека оваа војна нема веќе нешто многу новинари кои известуваат од терен во Украина? Твитерот стана главно информациона алат, како нема CNN нешто да доминира, како што... Има ли враќање на дел од бегалците или остана голема милионски Зборуваме за Украина? Да, за Украина. Вака, наводно Имаше поголемиот еден дел бран се како да сакаат да се враќаат, враќаат, но испаднаа чудни сигналите на Зеленски, председателот, кој наместо да каже украинци супер што се враќате, им советуваше да не се враќаат, Да. затоа што зимата ќе биде нели ладна, нема да можат. И тоа беше без збунувачки, повторно кажам, многу збунувачки сигнали. А влезе у Кавга и со градоначалникот Влезе на во Киев. Кавга. И тоа беше многу чудно. Да, со велат глумецот и боксерот влегува Да, во Кавга. Па тој го искритикува Кличко и администрацијата Дека не прави доволно за не прави граѓаните. доволно за граѓаните, односно немало доволно скривници во случај Грење на и така натаму. Така да и малку околу украинскиот дел, а тебе тие нели денеска тема корупција, и во Москва се покажа
руската армија и незината ефективност дека е жртва на корупција, бидејќи сето она што централата во Москва воена знаела дека го има, се испостави дека пола од тие работи армијата ги немало, но и корупцијата во Украина, каде што читаме секојдневно написи дека оружјето што го добиваат од Западот пола исчезнува. Да, тој е феномен во сите војни. Така да дури може корупцијата да е рак рана секаде. Страна, да. И тоа е добар вовед за твојава денеска тематски ден што го Имаше држиш. такви информации дури за време на војната во Босна и Херцеговина, за време на ЈНА, дека оружје од ЈНА се префрла на страната на... Излегуваат во ова, дека ЈНА им продавала оружје на формациите кои подоцна им ги напагале нивните касарни. Значи, тоа може да се случува и сега. Не, тоа се случува, јас ги читам Војната е голем бизнис за разни underground структури, тоа се големи средства од вооружување до... Ние што слушаме денеска после 30 години, а бевме тогаш современици, практично дека Туџман и Милошевиќ седеле заедно и Изетбеговиќ договарале кој каде да удри, кој каде да врати, па тука имало и продажба на оружје и воена опрема. Сега истото се случува, ги читаме сериозниве светски медиуми. Јас се обидувам да видам колку што можам избалансирано да се информирам. Па самиот Guardian, например, тврди дека има голема корупција во украинската војска и пред се во пратките НАТО за оружје кои се наменети за Украина. Од друга страна, медиумите велат и за руската армија, дека руската армија е страдала од голема корупција, особено тие силни нивни генерали кои, ако пишувало на хартија дека имаат толку орудија или ова, уствари тие биле нефункционални или не постоеле. Така да, убаво рече, војната е голем бизнес и одредени структури секогаш Да не говориме за енергенците, кои што цел свет влезе во криза. Има само неколку држави имаат профит, се чини од тој аспект. И Русија имаше, но и Америка. Па мојот впечаток е дека Америка и Русија имаат, Европа највеќе настрада. Да, тие теории на заговор, оно што го говориш, ти има теории дека можеби постои некој, како да кажеме, договор бизнес договор за да отизани војната не значи ништо. Не знам колку ја примети веста завчера, додуше јас ја правев за Слободен печат, па затоа ја приметив, дека увозот на сад од Русија е зголемен за двојно во однос на минатата година. Увозот сад, Соединетите американски држави, суровините што ги увезува од Русија. Тоа се рудини, метали и сега да не ги набројувам, резерви. Да. Значи, тие се под санкции, конфронтирани, а сад прави увоз од Русија. Сега, ние обичните луѓе не ја гледаме логиката. Добро, и нафтата тече, нели? Русите се финансираат од гасот, од нафтата, фактично. Така да... На дневна база тие добираат средства за финансирање на војната. Ако мене некој ме праша, ја имам впечаток дека тука Европа испадна најголема жртва и стана монета на подкосурување, а најголема жртва во Европа и монета за подкосурување е Балканот, така да ние сме некако овде трета рака у целава глобална ситуација. Доброто што да речеме се одржуваат два важни состаноци сега и во Тирана и во Брисел. Европа очигледно вниманието го врти кон Балканот. Се обидува да најде начин не само на збори од политички аспект, туку дел по дел, да се не можам да кажем економски, меѓутоа одвојува доволно средства или значителна сума на средства за да потикне некакви реформи, пред се во владење на право, но и за инфраструктура. Стануваме дел од поделбата на средствата и беше и за ковидот, многу помалку, но и сега за енергенсите. Така да мислиме дека тоа е добар сигнал. Колку тоа ќе ги убеди државите на Балканот. Динамиката е важна. Значи, може би е добар сигналот, но јас стравувам, ова е моје лично мислење, стравувам дека гломазноста и трапавоста на големиот апарат во Брисел многу споро наставните многу брзо се движат, а они многу споро ги имплементираат тие така наречени милиарда наслови и зборови кои треба да дојдат. Тука има напредок, меѓутоа ми се чини дека напредокот е многу поспор од динамиката која се случува. Повторно ќе кажам, еве и околу Косово се случува исто. Европа се обидува да го признаат Косово, 5 нејзини членки постојани не го признаваат Косово. И тука е приказната
така и сега се влегува во дебати зошто е тоа така, но тоа стои и затоа имавме ова што се случуваше ноќеска и утринава и ќе потсетам и да не забораваме дека сето тоа што се случува е блиску до нашите граници и бидејќи тоа метод на сврзани садови ние видовме 2001 дека кога комшијата како велат кога комшијата ти се бричи ти почни да ставаш пена за бричење. Благодарам за информациите, Дејан. Ви благодарам и вас.